првиот оглас општината аплицираше за правење на котлара во гимназијата Мир Чалцев во Прилеп, каде што се добија средства од околу 5.400.000 денари и 13 инвертор системи во средното училиште Орде Чопела и Ѓорче Петров и во детската градинка Наша Иднина. Вториот проект беше за енергетска ефикасност, каде што добивме околу 3,5 милиони денари, каде што беа направени промената до грамата и столаријата во домот за стари лица Киро Хрстовски Платник и во некои од детските градинки. Исто така се добијат и 7 почистувачи на воздух во детските градинки во Прилеп, каде што сето тоа заедно го промовиравме како подобрување на животната средина во институциите и за граѓаните во нашата општина. Ќе продолжиме во таа смисла и понатаму да се грижиме за животната средина во нашиот град. Како што знаете, минатата година ги употребивме и пуштивме во употреба 4 екоавтобуси на природен газ, метан, кој што вистински се благодет за граѓаните во нашата општина. А во оваа прилика сакам да нагласам дека за оваа година, за 2020 година, Советот на општина Прилеп оддели 6 милиони денари точно за подобрување за екологијата, тоест за подобрување на животната средина во нашата општина. Имено 4 милиони денари се одделени за субвенционирање на инвертор системи за околу 400 семејства, каде што општината ќе субвенционира по 10.000 денари на еден инвертор систем и 2 милиони денари ќе се употребат за субвенционирање на велосипеди за нашите граѓани во нашиот град. Тоа покажува дека се грижиме за животната средина во нашата општина и во текст се одредувањето на критериумите за граѓаните што треба да ги добијат овие субвенции. Сакам да го изразам моето задоволство од активностите што се превземени во досегашниот период во општина Прилеп, предводени од градоначалникот Јовановски. Прилеп, например, една од ретките општини кои што има и програма донесена за енергетска ефикасност, а практично тоа е комплементарно на оно што ние како план за чист воздух во рамки на владата го имаме и ги поддржуваме општините во нивните проекти и заложби. Денеска сме тука бидејќи општина Прилеп доби средства од околу 9,5 милиони денари за повеќе објекти. Она што постојано го нагласувам е дека овие проекти и овие активности и штедат пари на општината, на државата, буџетот, тоа се пари на граѓаните, но и штедат PM емисии во воздухот. Штедат простор, на местото каде што има кубици од дрва, веќе тој простор може да се користи за многу други работи. Јасна е пораката што ја добиваме и од изведувачите, и од дечињата, и од наставниците во градинките каде што интервенирано со инверторите, и потопло е, и почисто е. Навистина ме радува што сериозни активности се завршени. Разговаравме за приоритетните проекти во 2020 година, во делот на замената на начинот на затоплување, таму каде што има прецед дрва или нафта, и со интервенции во енергетската ефикасност. Сите податоци покажуваат дека замената, например, или инвестициите во енергетска ефикасност носат заштеди помеѓу 25 и 30%, да не зборам за заштедите каде што 35-40 тони нафта кои што се користат, тоа се практично 30.000 евра, кои што нема да треба да се даваат, и тие некаде 40 тони екстра лесно масло за горење генерираат 22 килограми PM честички 10 или 20 килограми PM 2,5. Онака како што се прават заштеди со набавката на еколошките автобуси, мислам дека Прилеп е една од првите општини што тоа го направи. Нема друг начин да се справиме со аерозагадување отколку со елиминирање на изворите, затоа ги поздравувам сите овие заложби кои што се прават во општина Прилеп.